Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, и добро дојавте во Гласот на народот. 100 дена влада. Да, 100 дена влада која навистина атакувана уште од првиот ден, од една едноставна причина дека се очекува од ова влада да донесе рајот во Македонија. Но да не забораваме каква беше ситуација пред 7 години. Вистински пекол. Тоа сите вие го знаете, вие тоа го доживувавте. Вие излеговте и дадовте 600.000 гласа бланко на оваа политичка гарнитура со единствена цел како да се ослободи државата од робството на ДУИ и СДСМ. Не случајно прво. ДУИ го спомнам, бидејќи ДУИ е главниот протагонист. СДСМ измечар, подизведувач. Како и досега што велеше Али Ахмети на уво, на увце, на господинот Ковачевски. Нема да се изразвам со посебни сленгови, бидејќи ја почитувам личноста, персоналити на секого и нема да навредувам. Но што добивме денеска? Добивме денеска една вистинска хипокризија. Тие кои треба најмногу да коментираат, да викаат, да урлаат, да едноставно побараат отчет од политичка гарнитура која дојде со единствена цел да ја врати во нормална државата, тие критикуваат. Но и за критики и се, и ако ќе речеме некоја ситуација, зошто? Велам, ќе се подсетам на една изјава на господin Изет Меджиди кој вели не за нас не е битно да биде албанец ако не солвентен во системот. Многу убава изјава даде. И затоа велам, една држава мора да има здрава економија, прво безбедносна политика, надворешна политика, економија, здравство априори. Преди се и после се. Бидејќи доживеавме вистинска трагедија. Како Хитлер кога бегаше, уништуваше секакви инфраструктурни ситуации. JNA и корнеше и кабловите. Служевме сите, меѓутоа тоа е тоа. Но што се случи кога дојде ДУИ, односно завина ДУИ? ДУИ кога дојде се нафатира. Дури видовме ресторани за свадби, за се тоа изнајмувале за 2.510 милиона евра ги даваше под рента. Нели е тоа стран, криминал, грев, нечесто, нечестно, нехумано, немилосрдно и денеска да барате очи. Поминав денеска во едно од министерствата, не љубам, не сум салонски новинар, не сум таков новинар кој оди по министерства, по институции на системот, јас сум новинар кој секојаш сум бил сам за себе. Заедно со вас. Видов на вистина таму кај што се играше топка, фудбал и сакав да видам каде е тој скап мебел, тој убав сет, црн по боја. Најдов на една боја, бордо, предпоставам, не знам кај е даден, дали во некоја коцкарница е донесена па се замени. Слики гледам под зидовите нема. И велам, господо, кај се тие убави нешта што ги видов тука, а патем беа и игралиште за мал фудбал. Не добив одговор, останав без коментар, оценив сами дека no comment. И навистина, јас коментирам, велам, како може да се направи завршна сметка без попис? Во сите години изминати немаат ни попис, ни завршни сметки. Еве, подопрен глас што дојде до мене, ја видов и затоа направив една ревизија и мислам дека системот треба да веднаш настапи и тоа да го настори. Од друга ситуација, велам дека да, треба малце евидрина, идејата капитал, се друго, се пари. Ние итаме за пари, фала му на Бога, еве, пензионерите се расположени, задоволни, тоа се 340.000, кои наистина по долго време очекување им се насмеа и среќата и изразот на лицето. И тоа не е се, треба се уште за пензионерите. Ние сме социјална држава, почитувани, и по устав и по категорија. Да не забораваме дека Македонија е многу сиромашна, но и аграрна држава. Но парадоксот е, 1.500 милиони евра се инвестираат, се увозување на храна, а имаме плодна почва. Ако видите, ако размислите дека нашата мајчина душица
или да речем нека, или свечата на Богородица Кантерионот, пример, кај нас вире на сонце. Во Холандија, Германија, во стаклени леј и на рефлектори. Тоа е убавината што Македонија го има од 365 дена, рече си 280 цепа сонце. Но верувам дека сонцето ќе огрее оваа влада, час поскоро, да се справи со криминалот, корупцијата, бидејќи затоа дојдоа на власт, затоа добија 600.000 гласови. Верувам во искреноста на Христијан Мицковски, дека тоа ќе го имплементира и час поскоро сакам веќе да ги види народот сатисфакцијата. А тоа е дека 32 милиарди буџетски средства се украдени. И мојот соговорник во неколку емисии мои ги спомна, ја ќе подсетам, дека пари се изнесени и те како, што велеше Зоран Заев, но и што ова кога го спомнав Зоран Заев. Во една прилика вие почитувани испративте, ова е мојот коментар за 100 дена влада, испративте пораки на мојот месенџер, верувајте им преку 100, од целата планета. Вели господин Томич, упатуваме порака до власта дека имаме основно сомнение, а мојот соговорник постручно ќе го каже тоа, дека повикувајќи се на изјавата господин Ѓорѓ Иванов, дека името е продадено за 150 милиони евра. Еве основно сомнение дека тука криминал. Ние го сменивме името, а не ги почнавме преговорите со Европската унија. Не ли тоа трагикомедија? И не би сакал да должам, бидејќи имам прекрасен соговорник кој вие многу го љубите и овој пат ќе кажам и ќе го задржи вашето внимание. Режијата ќе ја замолим само да е краток джингл и се враќам во студиото, која ќе најавам мојот соговорник. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Има многу да се збори, но ќе бидам честен да му посветам внимание во овој школски час од 45 минути на магистар Љубомир Ѓурчевски, поранешен помошник директор на Бирото за јавна безбедност. Добро вечер и добро ми дојдовте. Добро вечер, Повторно добре најдов. се извинувам секој вторник, знам дека љубите да ја гледате Звезда, но еве да најдем на разбирање 100 дена влада. Дадов еден коментар, имаше запирка, ма реков ќе ставам точка. Повелете. Вака, видете, јас овие првиве 100 дена, значи ги оценувам еднакво како што беше најавено и денеска на обширното излагање од страна на господинот Мицковски, што се е сработено во овие 100 дена, но мислам дека треба, јас често пати нели зборувам и кажувам дека се потребни барем 6 месеци да застане државата на здрави нозе да дојде на -0. Зошто викам на -0? Вие во ведното излагање вие напоменавте, односно кажавте дека направени се завршни пресметки без пописи, без ништо. Јас на тоа само ќе додадам дека тука и државниот ревизор потврлил за тоа што нема во ниту едно министерство каде што раководеле кадрите на ДУИ, нема ревизија за да се видат сите оние незаконски работења во делот на финансиското работење и во делот на здисувањето на тие кадри кои што причинија огромна материјална штета на Република Македонија барем во овие 6-7 години, заедно со нивниот подизведувач Социјалдемократскиот сојуз, кој што исто така, значи, на прво место ја поставија корупцијата, почнувајќи со создавање на неуставен орган, тоа е специјалното јавно обвинителство, кое што се претвори во рекет институција, која што рекет институција имаше за цел се што беше сработено во претходните 30 години да изнегират, односно да изрекетират, да наплатит огромни средства, кои што огромни средства се изнесени. Јас нели често пати кажувам дека и според Transparency International, и според сите меѓународни организации, според сите оние финансиски организации кои што работат на територија на Република Македонија, дека од Република Македонија во последниве 30 години се изнесени нешто повеќе од 22-3 милиарди евра, што е огромна сума пари која што би Огромна. Тоа е огромна сума пари, значи со кој што Македонија би била многу поразвиена дури и во рамки на Швајцарија и така натака, со оглед на целиот овој потенцијал кој што и вие го спомнавте, да, затоа што Господ ни дал сонце и така натака. Сега што е најголемата трагедија според мене во овие 100 дена кога владата со петни жили направи неколку успеси, се со цел да ја мрднит работата композитива, еве тоа се давањето нели, односно
ревизијата односно ребалансот на буџетот, исплатата на платите во јавното предпријатие Македонски шуми, кој што нема земено 4 месеци претходно нема земено плати, понатака сите социјални трансфери, па понатака учебниците, не, тоа се големи успеси, затоа што вие наследувате тотален хаос, наследувате празна каса, наследувате криминал и корупција на највисоко можно ниво. Вие во рок од 100 дена нели обезбедувате учебници, бесплатни учебници за сите категории, за сите понатака исплаќате плати, исплаќате пензии, изголемени пензии, изголемени плати и така натака, значи таму каде што се исполнувате и при тоа ги исполнувате сите оние обврски по доспевање на меѓународни кредити. Само едно маце, а јас само ќе дозволите, бидејќи бидете послободно да коментирате. Имаме една изјава од господинот Мицкоски, 2 минути 20 секунди, еден мал отчет, ако ми дозволите. Да, зашто да не тоа. Одиме со изјавата од господин Мицкоски, премиер, да видиме како ја дефинира владата во 100 дена. Овие први 100 дена од изборот на новата влада бевме соочени со реалноста и тешкотиите што ги наследивме. Долговите и злоупотребите од претходната власт оставија траги кои лесно не се надминуваат. Наследената состојба беше многу полоша отколку што било кој очекуваше. Состојбите се далеку од идеални. Наследивме 20 милиони евра дупка во образованието и колапс на проектот за бесплатни учебници. Наследената банкротирана држава, безредија, закочена изградба на автопатиштата, 4 милиарди денари долг кон земјоделците, 150 милиони евра долгови во здравството, 80 милиони евра дупка во ЕСМ, заостанати плати кои не беа исплатени во Македонски шуми и водостопанство. Наследивме потрошен годишен буџет за само 6 месеци, држава од која младите се иселуваат, 600.000 кои живеат само со 150 денари на ден и многу други горчливи проблеми. Но тоа само ги засили нашите ангажмани и мотивираност да ги исправиме работите и да излеземе на вистинскиот пат. Нашата решителност да создадеме подобри повеќе за тебе е поголема од било кога. Првите 100 дена не беа лесни, но беа клучен период во кој многу работи станаа јасни. Каде сме и каде треба да одиме и што е потребно да направиме за да стигнеме таму. Но најважно покажавме дека сме одлучни и посветени да се справиме со предизвиците без разлика на обструкциите со кои се среќаваме и проблемите и стапиците што се поставени пред нас. Колку повеќе знаеме дека состојбата е пооптоварувачка, отколку што очекувавме, нашата решителност станува потврста. Денешната цел е недвосмислена. 100% посветеност кон реализација на проектите и исполнување на ветувањата. Изјавата е чиста, Значи, јасна. да продолжам таму каде што еве и премиерот нели во своето излагање ги спомна тие исплатени плати, состојбите во здравството, криминалот и корупцијата. Јас често пати ја споменувам она еврообврзница од 920 милиони евра за време на корона кризата, кога имаше нели овде прогласена и кризна состојба, каде што нема понатака тие уредби со законска сила кои што тогаш се носеа, не се потврдени од страна на собранието, што е противуставна категорија. Понатака ние сме држава во тој период во здравството која што молевне за вакцини и последна со вакцините со најголема смртност по глава на жител во рамки на Европа и од тука мислам дека господинот председател на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Филипче, нема морално право да зборуваат за некакви си европски вредности и за тоа кој е виновен за тоа што Република Македонија се најде во една ваква состојба да биде перманентно да добиват вето од страна на Бугарија, кое што е сосема друг проблем, не е проблем. Изолирани сме повторно. Не сме изолирани, напротив, вие, например, преседавачот со Европска унија вас ви доваѓа
доаѓаат на гости, ви пружат рака и ви викаат да, према вас се прават големи неправди, зборувам за господинот Орбан, кој што пред 2-3 дена беше овде кај нас. побара медијатор. И побара дури се стави во улога да биде медијатор помеѓу тој спор, затоа што и тој е свесен дека тој спор не е од Бугарија, него е сосема од други моćни европски држави, кои што трајат од 1878 година, но некога ќе направиме посебна емисија на таа тема, па ќе ги отвориме сите податоци и сите работи, за да видите дека проблемот најмалку е Бугарија. Бугарија и Албанија секој пат се извршители на други моćни држави кои се не се ни маши извршители, обична пета колона гад, ме разбирате, исто како и Филипчи и сите овие други кои што се ставаат на услуга да работат против сопствената држава и против сопствениот народ за интерес на некои си колонијалистички сили кои што имаат сосема други цели на Балканот, не само на Балканот и пошироко на Европа, кои што финансираат меѓународен тероризам, предизвикуваат војни, но реков, тоа посебна емисија ќе направиме и ќе зборуваме за тоа. Кои ги создават, кои ги обучуваат, кои ги опремуваат и така натака. Ви сте безбедњак. Како може да некој до вчера беше 22 години на власт и знаеме како дојде од терористичка униформа во фотелја. Во фотелја, ама него го донесоа, луѓе, сватете, го инсталираат, но не дојде, тој не победи во војната. Победи Кушнер, трговецот со човечки органи. Што се лажиме? Значи, ние сите кои што сме работеле во времето, во тој период кој што сме работеле во Министерството за внатрешни работи, во Министерството, многу лесно, многу јасно ги знаеме работите, па уште повеќе ние кои што работевме на повисоки позиции во Министерството за внатрешни работи. Вие знаете, ние коментиравме овде и за господинот Тала Џафери како командант на касарната во Тетово и неговата врска со основаното сомнение за воените злосторства во Вејце и така натака, овде го зборувавме, но затоа реков тоа е посебна друга емисија, за да не бегаме надвор од ова што денес. За дестабилизација што стана. Сега ќе дојдеме до дестабилизацијата, но прво да завршам со немањето на морално право на господинот Филипче да зборуваат за било што во Република Македонија, а уште повише да зборуваат за идентитетот на македонците, за македонскиот јазик, за македонската историја и македонската култура. Значи стојат јавни поговарања во Охрид. И за црквата. Не, и за црквата исто. Стојат јавни поговарања во Охрид и сите постари охриѓани тоа ќе ви го кажат и ќе ви го потврдат дека жезолот, односно круната од македонската православна црква, 42 година, семејството на Филипче ја предало на бугарските фашистички окупатори. Како е можно? Така како е можно. Јас не случајно кажувам дека артефактите се еден од големите криминали со кои што се бавтаат светските организирани криминални групи, затоа што се таму милиарди пари, а од Македонија има изнесено огромен број на артефакти по сите основи, било да се тоа икони, сакате од средниот век, сакате од периодот на Свети Наум, сакате од периодот на Свети Климин, од Црноризец Храбар и така натака, значи тоа е огромно историско богатство кое што е украдено од Република Македонија и изнесено по Бугарија, по Русија, по Австрија, по Германија и така натака, така да не ги бројам, значи каде што треба со години истраги и затоа се одит на Постои тоа. документ тоа дека Постои документ. За се постои документ, значи, но при тоа секој пат се одит за да Република Македонија се избришит од картата, да нема Македонија, да нема македонски идентитет, да нема ништо, како што се атакуваат изврз Охридската архиепископија, која што е мајка црква на сите цркви овде, од која што дури и папата кажува дека православието во Европа е дојдено од Македонија. Вие гледате и во српскиот парламент званично, значи извадија документи дека во 1530 година Српската православна црква немала автокефалност, него дека се било подредено и Печката патриаршија била подредена на Охридската архиепископија, но сето тоа е историја, реков, посебно ќе направиме посебна емисија и ќе зборуваме за сите овие аргументи. Значи, на светските организирани криминални групи, а ние организираниот криминал, за жал, не го добиваме од исток, него го добиваме од запад, значи, им е од цел, за да нема правен наследник на сите овие артефакти кои што ги спомнав, онака на брзина ги фрлив,
Значи да нема правен наследник и затоа е потребно да нема Република Македонија, да нема Охридска архиепископија, да нема Македонска православна црква, за да нема некој кој што ќе излези утре со докази, како што има докази, ќе излези пред Советот за безбедност на Обединетите нации и ќе барат враќање на целото тоа богатство кое што е украдено во сите оние војни, сакате од војните, ако сакате веќе се вратиме од кој период? Од доваѓање на османлите тука, ако сакате од цар Душан, од Ќе третираме таква тема, да 100 дена да се влада. вратиме сега. И сега, кога зборувам дека господинот Филипче со оглед дека го направиле тоа зло према Македонската православна црква и према македонскиот народ, он нема морално право да зборува било што на тема Македонија, македонци, македонски идентитет и така натака. И тој може само да си плачи, нека си земите едно марамче, малку повише палома марамчина, да плачи за тоа дали бугарите ќе ги внесиме во уставот. Значи тоа е нивна желба, фамилиарна желба, тоа не е само на овај Филипче, на Филипчевци викаме, на Филипчевци. Години наназад, но отом потом тоа за тоа ќе расправаме во некоја друга прилика и во некоја друга ситуација. Сега да се вратам на сите овие закани кои што ни доваѓаат од кормилото на Дуи. Прочитав дека 200 војници на НАТО се распоредуваат на двете страни од границата на Косово. Тоа е додатно. Сега да се вратиме малку да го изанализираме Дуи. Значи во Дуи пред неколку дена се одржа состанок на извршниот одбор или како им е таму претседателството и така натака. Мала Речица, така. Да, Мала Речица, од каде што произлегува неколку изјави кои што имаат во себе содржат и елементи на заканувачки, нели? Бугарскиот диктат му е склучен. Да, и бугарскиот диктат, но викаме команданте тука сме, спремни сме, ајде и така натака, но денеска има една силна изјава исто на господинот Касами кој што вика да, ние сме спремни, ама вие ќе одите во затвор. Така им одговарат на Дуи и сега малку да направиме една анализа каде што јас често пати нели кажувам кога зборуваме за организираните криминални групи, па секој пат тргнувам од началото дека организираните криминални групи се најопасни во моментот кога треба да го заштитат украденото. Дуи во последниве 20 години, која што беше на власт, но при тоа никој пат не владееше согласно закон, него секогаш владееше спротивно на законот, со насилие, со уцени, со закани и така натака. Значи во сите 20 години, па вие знаете што све се случуваше, што све бара и колку одеа све надвор и од Охридски рамковен договор, и од устав, и од закони и така натака, за да сега они жестоко и крваво се борат за да го заштитат украденото, затоа што веќе имаме најави од страна на Министерството за внатрешни работи дека се отпочнати, значи не се прават некои помпезни работи, не се апси со камери и така натака, него викаме има основани сомненија и се водат неколку истраги, било да е тоа за Соравија, било да е тоа за лотарија на Македонија, било да е тоа за тендери, било да е тоа за Рек Битола, било значи секаде каде што викаме тендер мафијата во Република Македонија си одработуваше едно сценарио на празнење на буџетот на Колку го Република. испразнија? Па пазете, они за 7 години потрошија некаде околу 30 на милиарди евра. Од тие 30 на милиарди евра некаде околу 30 до 40% се исплата на плати. И 50% нека се исплата на плати, другото, например, она што викаме за инвестиции. Тие не фрлија една лопата асфалт, не направија едно селско паче, не направија еден селски водовод, учениците ги оставија без учебници. Автопатиштата ги прекинаа да ги градат, клиничките центри прекинаа да ги градат, значи да ги градат и Штип, и Битола, и Кичево 10-15 години. Онкологија, здравство, кражби, ова, она, значи никаква инвестиција, во ништо инвестиција, во ништо реконструкција, што значи дека да речеме некои 15 на милиарди евра кои што останале како средства во овие 7 години за инвестиции, од тие средства да не претерам, ама едно 50% ги украле. 7 милиарди. 7,5 милиарди евра се украдени затоа што ајде викаме други. Милиарда годишно. Да, милиарда годишно и можеби нешто повише од тоа, но еве некоја си слободна проценка и зашто постојат основани сомненија и јас често пати нели викам ало, господа државен ревизор,
Бурум, да си влезеш во сите тие институции и да си направиш една целосна ревизија за целото нивно финансиско работење по сите основи. Вие видите само во првиот момент ни премиерот, тоа мислам дека во денешното излагање го спомна, значи наплатата на царините во првиот месец по промената на директорот на царина беше енормно зголемена со оглед дека при царинењето не се користел, не се применувал законот за царинско работење, него паушално. Плати толку, терај текстил на кило и така натака, еден куп глупости во црната, и затоа приливот на средства, ако земите во последниве 3 месеци во управата за јавни приходи по основ на царини е зголемен за некаде 30 до 40%, што веќе се осетно се гледат и со многу други активности кои што не се случуваат, нели? Но тоа се успеси за кои што ќе се изборат министрите, директорите и така натака, ќе се кажуваат исто како што излезе господинот Клековски па кажа дека од фондот за здравство украдени, односно недостасуваат, не се, ајде да не викаме украдени, основано се сомневаме дека недостасуваат 5 милиарди денари, 5 милиарди денари, дека 2 сега се изнајдени со ребалансов да се намали долго за да можат институциите, здравствените институции да функционираат, но 3 милиарди се уште е фондот во була, во загуба, значи кој што исто така ќе представуваат голема тешкотија, но вие за 100 дена, значи тоа сте успеале да обезбедите 40% да покриете од долгот кој што некој претходно го направил за 7 години, знаејќи го на тоа дека во 2015 година фондот за здравство беше доведен на нула. Значи беше саниран и доведен на нула. Значи сето тоа се показатели кои што се видливи. И оттука, ние кога зборуваме за оваа работа, значи за можноста, она што ДУИ го најавуваат како жешка есен и за предизвикување на состојби со нарушување на безбедноста во Република Македонија. Јас, јавно овде кажувам дека ниту имаат капацитет, ниту нивната клиентела на која што и дава работа и така натака, ќе им излезите и ќе им бидит легална и послушна, него дека они ќе се обидуваат една група од типот на Артан Груби, од типот на Бујар Османи, од типот на она близко со околу Али Ахмети, околу тој врв во ДУИ, да го заштита тоа што го стекнале на нелегален начин. И не случајно, пак ќе се вратиме од безбедносен аспект да искоментираме, ќе се вратиме на тоа, на распределувањето на тие 200 војници од специјалните единици на КВОР на границата помеѓу Република Македонија и Косово, се со цел, јас пак ќе кажам, значи како поранешен полициски службеник, како човек демократа, секој пат викам, правото на протест е гарантирано. Бурум нека протестират. Јас немам ништо против тоа. Но да се протестират во рамки на закон, да не се вршат кривични дела, да не се оштетува државен имот, да не се оштетува приватен имот, значи да нема палење, кршење, пукање, убиства и така натака, да нема. Нека си протестираат, нека си го искажат својот револт. Како граѓани демократски го има тоа демократско право, но треба да бидат свесни дека државата како држава на секое незаконито делување е спремна да одговори. Изгора на тоа, јас ви тврдам дека они сега ја немаат таа поддршка од западните албанскиот блок, ја нема таа поддршка од западните сили како што ја имаше во 2001 година и затоа значи тие западни сили не сакаат позади грбот да имаат немири кај себе. Вие гледате они како грчевите се борат да ја смират состојбата во Франција, во Германија и таму вриет, секаде немате да мислите дека таму не вриет. Во Англија, во Франција, па знаете што се случи со убиството во Англија на девојчината, па во перманентните протести во Франција, па во Шпанија, вие знаете дека таму имаше и референдум во Шпанија. Значи немојте да мислите дека и таму не вриат состојбите, па и во Западна Германија, но никој пат сега за сега додека трае војната во Украина и додека трае овие проблеми на Блиски Исток кои што од ден на ден се по-опасни, по-жестоки и по-опасни за целиот регион, па дури за целиот свет се по-опасни, НАТО нема да дозволи, значи нема да дозволат на позади нив пожар и некој грб. Пожар, да, позади грб, да, во грб, така да, они секој пат ќе се потрудат на државите членки кои што се членки на таа алијанса да им дозволат да применат соодветна сила за да попречат едни такви нарушувања на дестабилизации кои што не се од нивни интереси. Од тука јас сум тврдо убеден, значи тврдо сум убеден дека они ја немаат таа поддршка и доколку се обидат нешто насилно да делуваат спротивно
на уставот и законите, дека ќе се судрат, дека ќе добијат дебело по нос. Тоа е едната работа. И втората работа, јас овде ќе искористам можноста на овој медиум јавно да го повикам Врховниот суд и Државниот јавен обвинител да обезбедат соодветни судски наредби за следење за примена на специјални истражни мерки, се со цел превенција од кривични дела. Што? Значи, за следење на комуникации, следење на лица кои што повикуваат на верска, на расна, на национална омраза и така натака во Република Македонија, односно сторување на кривични дела од главата 28, тоа се кривични дела против уставното уредување на државата, се со цел да бидат превенирани уште од сега, а Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, значи да бидат покриени со соодветни законски средства за да можат да применат соодветни методи за превенција, а во одредена фаза попречување, откривање и процесуирање на сторители на тој вид на кривични дела. Мала дигресија, тука ми падна очи на еден настан во албанскиот парламент, можам режијата да ја замолна како пушти на 40 секунди. Зашто таму не може да вирее демократијата? Зашто демократијата никако ни да се може ве молам. Не, јас ја видов таа снимка, ја видов и ги знам сите тие состојби, пазете. пазете. Ве молам да видам за гледачите. Пазете. Значи генерално не може да вие Ne nuk jemi këtu për karrige tona, që në mënyrë të vërtet përballet me regjimin e Edi Ramës. I dyti, e vërteta nuk i mbyll. Храм на словото на законот. Видете, добро е, пазете, добро е во Албанија, еве јас не сакам да се мешаме во внатрешните работи, тоа е типично внатрешен проблем на Република Албанија, но ни еден медиум во Албанија... Албанија... тие тука коментираат. Да, не, тие нека си коментираат, затоа што се тие слуги на некои други центри на мој, јас тоа сум го равчистил и сум го кажал, и за таква пета колона, јас никој пат ниту сум се плашал, ниту па имаме и тука голема... Не, па имаме пета колона ние, пазете... Знаете, ние не сме путлици, какви ние ако немавме пета учени колона на немаше злото. да дојде, ако немавме пета колона немаше да дојде до потпишување на Охридски рамковен договор. Зашто да потпишеме Охридски рамковен договор? Охридскиот рамковен договор во основа е... Морам тука да го спомнам моментот, знаете зашто поранешен премиер, ова е ставот на Бедем, од Сдруженијето вели Зоран Заев не служел војска, не се приклонил кон одбрана на државата 2001, се повикам на изјавите на Сдруженијата. Се прогласил за неспособен со ментално нешто така. Исто господинот Ковачевски не служел. Ама дозволете. Како може дезертери народно забелешка премиер? Во основа, Охридскиот рамковен договор, Преспанскиот рамковен договор. Јас имав можност да слушам еве и други колеги, експерти, професорот Јанкуловски, по меѓународно поранешен дипломат и така натака, значи каде што викаме новинари, интелектуалци од типот на Христо Ивановски, кои што значи многу нешто изработиле во кариерата, кои што во основа викаат имаат геноцидни елементи. Ме разбирате? Дали ние го решивме прашањето на внатрешно раселените од конфликтот во Република Македонија? Ден денеска не. И ден денеска не е решен. Ниту Матејче, ниту одземени имоти, оштетени имоти, ниту Арачинове. Зато ви викам, во основа е геноциден, затоа што имаме насилно протерување на население од собствените домови. Луѓе да не се лажиме. Не е геноциден и на Зоран Заев со делит на со Преспански договор. Ама исто Преспанскиот договор, за него истото коментирам. Па пазете вие, значи тоа е геноциден до суштина, вие легализирате масовно протерување и етничко чистење на Егејска Македонија од македонците. Се откажувате и ја бришете. И сега вие, затоа реков таа посебна емисија че ја направиме. Да, меѓутоа во рамките на сето збориме 100 дена влада, ви рече критикува да видиме. И сега ние, значи кога ќе ја видиме оваа состојба, ние што викаме, ајде бредуи, значи сега ја нема таа поддршка од НАТО, која што ја има во 2001 година, кога требаше НАТО да се инсталира тука. Значи сосема нешто друго е 2001 година. Ги искористи и ги сфрли. Да. Точно тоа. И уште полошо ќе им се случи. Еве ја морам ова да ви кажам. Затоа ви давам простор. 2004 година. Гледате со Србија што се случи на горе 2004 еден угледен колумнист на New York Times, значи таму не може, кој кај нас се колумнисти, се експерти. Значи важи за број 1 во Америка, вели, да порака до албанците. Тоа што им го помогнавме,
меѓутоа не одат на нерви. Немој да им го земеме тоа што им го дадовме. Значи, Ни пазите. моева изјава, ни ваша изјава. Не. Значи, пазете, ние кои што ги следиме, светските медиуми, светските збизнувања, глобализацијата, светските односи, вие гледате дуализмот во светот кој што ни се враќат на голема рака, на голема врата. Значи, пазете, денеска сите веќе и англиските медиуми зборуваат за тоа дека ќе мора да се преговарат со Русија, но по диктат на Русија. Значи, така како што Русија ќе диктират во Украина, зошто? Затоа што не може да прифата два големи воени судири, затоа што не знаеме ние како ќе реагират муслиманскиот свет. Вие погледнете кои муслимански држави се на страната на Америка, знаете? Косово, Босна и Херцеговина и Албанија. Ниједна друга. Вие видите денеска Турција каква изјава даваат лидерите во Турција. Израел веднаш да се повлечи од Ливан. Значи, немаат поддршка они како што мислат дека сите имаат. Да не правамуваме за Ирак, за Иран, за Сирија, за Либан, за Каде е Јордан. СДСМ во оваа ситуација, пошто 100 дена влада идеме пак? СДСМ за мене е мртва партија. Зошто е мртва партија? Значи, пазете. Оливер мора да се соочи со одговорност за 215 пасуши, за вкупниот криминал и за сето она што го направи, што го растури Министерството за внатрешни работи, што го донесе со надлежности еднакви на местна заедница. Дури во местна заедница имате поголеми надлежности и мора да се соочи со кривична одговорност за моментот кога полициски службеник беше удиран од пајакот, нападнат физички, а не беше заштитен од страна на државата соодветно без процесуирање на кривичното дело кое што беше сторено од кога што почна распадот на полицијата и вие видите дека кривичните дела, напад на државните службеници, полиција, шумска полиција, не знам, инспекцијски служби во последните 7 години е зголемено за 300%. Луѓе, знаете што значи тоа? Вие видите колку напади имаме на полициски службеници, па имаме убиства на полициски службеници и така натака и така натака. Мафијата збесна на улиците, мафијата ги превзеде улиците, мафијата почна да се однесува тука кабадахиски во градот Скопје и ние сакаме министерот за внатрешни работи за 100 дена да огрее сонце. Па тој нема ни доволно ни персонал, ни сили, ни знаење, затоа што и внатре има обструкции, да не се лажиме. Во овие 100 дена тој се соочува со силни обструкции во Министерството за внатрешни работи. Но сепак, оние резултати што ги постигнуваат и овие истраги што ги отпочнаа да ги водат, а валда им е. Добро работат, добро се носат со проблемите, но има проблеми. Дали СДСМ ко партија треба да се редефинира? Не, таа треба. Знаете зашто? Да остави власта да си ја заврши работата, а не да напаѓа. Така, значи СДСМ. Ова го се повикам на Деспотовски, нивниот кандидат за председател, така. кој критикува и он вели ако треба ние ќе им помогнеме на нашите опоненти, зашто реков политички. анализа. За Оливер кажав, значи тој е човек кој што треба да биде подвргнат на законите истраги, не монтирани процеси како тој што ги правеше за 27 април. Не монтирани, не сакам, значи никој пат не викам, не сум поборец на монтирани процеси, не. Истрага, законито, изведување на докази, процесуирање на предметот, бурум, пресуда, судот нека одлучи. За Филипче да не прамуваме, криминалот во здравството ни е општо познат, значи треба исто. Како што кажуваме, постапката. Славјенка Петровска во Министерството за одбрана, па и оние фамозни хеликоптери за транспорт, па ги најавуваше како воени, како ова, како она, каде се тие хеликоптери отидоа за Украина, кому му кажа таа и како му ги насочи действијата овде. Значи треба истрага. За се треба истрага. Кој? Министерката што беше во труд и социјала, па јас овде зборував дека има 40.000 косовари кои што примаат пензии од фондот за пензиско осигурување, а не се знаат по кој основ ги стекнале. Немат образец М2, М4, односно нема основ. Дали се тоа УЧК војниците на войска? Треба да се истражи. Ние викаме да, како основа на сомнение податоков, еве го пласираме јавно, не ни го фрламе во етер, како Допрен глас, до обвинителство, до полиција, до најбитно е до обвинителство, бурум обвинителот со една работна наредба, ало МВР, појдете да видите што се случува во фондот за пензиско. Нели истиот тој фонд беше хакиран, нели нападнат и така натака, се со цел да се бришат, да се уништат податоци и така натака. Видовме во МЕПСО што правеле. Да, видовме во МЕПСО што правеле, видовме во фондот за здравство
здравство, видовме Во РЕК. во РЕК, значи секаде, на сите страни. И сега вие ми зборувате за некој пратеник од СДС, вие немаат морално право да излезат на говорница и да зборуваат за било што. Немаат морално право, граѓаните им кажа аноними. Граѓаните на изборите им кажа, они добија 180.000 гласачи, тоа е нивната клиентела на која што тие ја вработија со нивните семејства и на кои што во изминатите 7 години им обезбедуваа бенефиции во управни одбори, во надзорни одбори, во Министерството за внатрешни работи. Тоа се нивните Дојде гласачи. председавач на Европската унија со дискредитација на човек кој важи за име во Европската унија и раководи со Европската унија, за господинот Орбан. Бидејќи тие пудлици што се нарекуваат, бидејќи одработуваат. Така. Еве гласно првпат зборам на таа тема. Тие не смеат ништо друго да кажат спротивно од тоа што е вистина. Значи, од друга ситуација, господинот Орбан се понуди за медијатор. Господинот Орбан се нафати да помогне во економскиот дел од кредит на најдобри услови, вели тоа се кинески. Па нели СДС пардон, Ама како немаат тие, го избришаат тие. Јас ќе го испочитувам. Не, тие нека си додадат прво едно С пред тоа М, па после тоа М ќе го спомнуваме. Они се СДС, крај, точка, умре нивното М. Нивното М со потпишување на Преспанскиот договор и промената на идентитетот на граѓаните, на силната промена. Дали треба да одговара тој што смени името, еве, јас ви тврдам, јавно ќе кажам, дека се уште немам пасош со тоа име. Измет, таа е измет додавка, знаете, измет додавка и личната карта и немам намера да ги менјавам, да ви кажам отворено, немам намера да ги менјавам. Пазете, ние се одвоивме од Југославија, ама претходните образци важеа до моментот на рокот на важење. Што беше тоа проблем? Треба да проблем? патувате. Да, што? Нема да патувате негде. Мој проблем е тоа. Нема да излезам, јас кај маџирите никад нема да појдам. Кај маџирите или кај татариве нема шанса да појдам, да не се лажиме. Да не се лажиме. Тука мислам, јас сум равчистил. Не, јас сум равчистил. Јас ако појдам кај маџирите, јас ќе бидам уапсен. Дали треба да се бара од Мицковски христијан да го врати името? Јас кажувам. Да. Јас зашто јавно секаде го поддржувам господинот професорот Игор Јанев. Затоа што, пазете, нешто што е стекнато со сторени кривични дела, со апсење на пратеници, со ставање во джипови, со малтретирање, со изнуди и така натака, тоа е ништозно. Дали тоа му се прави непријатна ситуација? Да бидеме објективни. Гледаме фактичка ситуација. Овој проект е голем проект, не го направи ни Грција, ни Бугарија. Овој е светски проект. Не, тоа го направи Англија, јас ви реков ќе отвориме посебна емисија, но што е проблемот? Дали треба да профункционира правна држава? Да се врати авторитетот на државата, криминалците да се таму кај што е местото на Румунија, двајца премиери ставила во затвор. Господине Томич, сега не се атакуе тоа што се најавиве од Филипчевци, од Милипчевци, од Оливеровци, кои што немаат морално право да дискутираат. Значи, тоа е она одработување на петата колона за кршење на Мицкоски и на тврдиот став на Мицкоски по однос на невиткање на кичмата во преговорите со Европа. Значи, он викат, јас да, Европа да, преговори да, со само по Копенхагенските критериуми. Знаеме како се смени власта на ВМРО со операција Којнски скок. Така е. За да падне Никола Груевски од власта и ВМРО ДПМН и да дојде СДС, за да се донесе пета колона и да се смени името. Јавноста треба да го знае тоа. Ама јавноста го знае. Пазете, и затоа викам, ние сме во една ситуација, ние за жал сме во една ситуација како Република Македонија да не само го изгубиме основното, ние изгубивме идентитет, нас насила ни сменија се живо и диво и вие сакате, јас каде сум роден? Јас сум роден во Република Македонија, Бурум, извод од матична книга на родени и како сум запишан во матична книга на родени. Вие сте без менја. Од друга ситуација, дали треба конечно априори нова власт е да донесе правдата, правната држава, реформите и целосно Македонија и да поведи постапка за враќање на името и идентитетот. Значи, пазете, Република Грција досега нема неспроведено ни една буква од тој идиотски преспански договор. Тој е идиотски, тој е фашизоиден, луѓе. Требаме ние подитно да го известиме Советот за безбедност на Обединетите нации дека
известувањето до Советот и до Метју Нимиц не е подпишано од председателот тогаш господинот Ѓорѓи Иванов, дека тоа е илегално известен Советот, дека со Преспанскиот договор е завршен спорот. Значи, има еден куп работи. Има непријаведности огромни. Огромни. Ако некаде... меѓутоа има реал политика, господине. Томе, ние сме единствена држава во светот во која што не важат никакви критериуми, сем критериуми на уцени, закани и Единствена награди. држава која го смени името. Во светот, во светски рамки која И од праисторијата. Ние сме единствени граѓани кои што немаме право да се слободно да се изјасниме така како што се чувствуваме. Ќе ми дозволите само уште крај, некоја секунда. Морам да ви известам, почитувани, дека имате голем поздрав од нашите македонци во светот. Вие знаете дека сум голем поборник за таа, не е фамозна, таа автентична агенција за културна соработка со македонците во светот, да се вратат македонците од светот кон матицата, бидејќи некој свесно ги избркал. Но има една група македонци за Трамп. Само да прочитам дека според последните анкети Трамп е со убедливо водство во Аризона, каде води во последните 10 анкети во таа држава, води во Ѓорџија, скоро во сите анкети во таа држава, исто и во Северна Каролина, а од скоро се превзеде и водството во анкетите во најклучната држава Пенсилванија, каде води се по 3% од последните две анкети објавени за таа држава. Трамп има позитивни трендови во Мичиген, Висконсин и на последните анкети. Значи, главна држава која ќе одлучува за победата на Трамп е Мичиганската област, каде што најголем број македонци се таму. Не случајно ови го кажувам, бидејќи ја гледате и во Америка ова емисија. Затоа македонци, еве јас сум кажувам, го поддржувам Трамп, тоа го правам со години наназад и сметам дека треба да гледате подешка. Дели Телеграф, само нека продолжи да плюкат информации. Ја ви благодарам многу што бевте с мој соговорник. Благодарам на поканата, кратко е времето, има брат за ова тема да се разговара, продолжуваме. но мора да го поддржиме Мицкоски во овие денови сега кога се атакуваат врз него и врз целата влада. За да го доведат во ситуација, значи тоа не е само од оваа пета колона. Лесна работа е, петата колона се решава со 10 кривични пријави, ќе се зачутат. Но проблемот е што тој притисок врз Мицкоски за промена на уставот доаѓаат од многу моćни центри, не од Софија. Не од Софија. Па Жуков не беше будало што со тенкови влезе во Софија, не влезе во Скопје. Добро, продолжиме, ви благодарам многу, веќе налеговме во бројот на минутите кои ми се предвидени. Ви посакам добро здравје. Сигурен сум дека кренавте температурата над очекуваното. Ви благодарам за вниманието, секој случај за гледачите. Гледајте на полноќ реприза и в недела на едно утринско кафе и секогаш милом да кажам после литургија во 10:02. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.